Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите куглов од моркови и афион. За подготовка на ова предјадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. 200 грама сув леб без корки, 80 грама путар, 150 мл кисела павлака, 3 јајца, 800 грама моркови, 4 лажици афион, магданос, морско оревче, 80 грама рендан пармезан, 120 грама ленти пршута, 2 главици кромит, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 60 минути. Главиците кромит ги сечкаме на тенки полукругови. Потоа лентите пршута ги сечкаме на парчиња. На покрупната страна од рендето во длабок сад ги рендаме морковите. Лебот го сечкаме на парчиња. Потоа во тенџере на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло го пржиме исечканиот кромит. Во друго тенџере на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло го ставаме исечканиот леб да се пржи. Откако кромидот ќе омекне во тенџерето, ги додаваме исечканата пршута и изренданите моркови. Промешуваме. Тенџерето со пропржениот леб пак го тргаме од оган. И тенџерето со морковите го тргаме од оган. Потоа ситно го сечкаме магдоносот. Морковите, пршутата и кромидот од тенџерето ги претураме во длабок сад. Во садот го додаваме исечканиот магдонос. Потоа го додаваме испржениот леб. Во садот ги додаваме киселата павлака и пармезанот. Рендаме морско оревче. Посолуваме. Содржината ја нарасуваме со мелен црн пипер. Потоа ги кршиме јајцата и ги додаваме во садот. Мешаме со лажица додека добиеме еднолична смес. Калапот куглов го намрсуваме со путер. Во калапот го истураме афионот. Потоа го протресуваме калапот за афионот да се залепи по целата површина. Го полниме кугловот со претходно подготвената смес. Калапот го ставаме во редна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. По половина час го вадиме калапот од ревна. Го превртуваме на чинија. Потоа краевите на чинијата ги декорираме со кетчуп. Со кетчуп ја украсуваме и средината на чинијата. Празнината на кугловот ја полниме со гранчиња магдонос. Доматот пак го сечкаме на кришки. 2 кришки домат ставаме во празнината на кугловот. Ротквичката засекуваме во форма на цвет. Со засечената ротквичка до кришките домат ја завршуваме декорацијата на кугловот од моркови и афион. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 60 минути.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг, со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени.